Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски обвини дека одредени поединци во судството и обвинителството, поради лични партиски, но и бизнис интереси, не ги гонат криминалците, за кои полицијата претходно спровела целосна истрага и постапка. Имаме случаи во кои што ќе работиме интензивно на сузбивање на одредена криминална група, при тоа ќе се завршат сите постапки, ќе се приведат овие лица, ќе се апсат, и на крајот некој во судот ќе одлучува заради не знам кои причини дека тој треба да биде пуштен без притвор, дека може да треба да биде во куќен притвор и така натаму. Ова не говорам за криминалци од помал обем. Зборувам за транснационални криминалци. Криминалци како дел од владеачките структури кои што биде во Македонија или кои што може би се и сега. Криминалци кои што имаат јаки бизнис врски, јаки меѓународни врски со релации, оние кои што навистина можат сериозно да ја нарушат водењето на таквите истраги. Ова го говорам не само како критика. Ова го говорам и како освестување на сите одговорни, честни и професионални луѓе кои што се наоѓаат во институциите. Бројот на таквите и во МВР, и во судство, и во обвинителство, и во сите други институции не е голем. Меѓутоа е број кој што го руши интегритетот и угледот на сите овие институции на поединци. За да се намали оваа појава, потребно да се спроведе ветинг во самите институции, потенцираше Спасовски, на тркалезната маса следејќи го патот на парите. Рече дека борбата против организираниот криминал е успешна, само ако во неја е вклучена финансиска истрага. За таа цел веќе се формирани специјални единици за финансиски истраги, кои треба да започнат со работа, откако ќе се доекипираат и поминат одредена обука. Основна цел на оваа единица ќе биде превенцијата, затоа што на секој криминалец ако му го секнеш изворот на парите, тогаш тој не може да продолжи со криминал, потенцираше министерот. Универзитетскиот професор пак Блерим река, смета дека конфискацијата представува важен елемент во борбата против финансискиот криминал. Тоа беше нотирано и во најновиот извештај на Европската унија. Како позитивен пример за финансиска истрага беше истакнато последното откривање на 9 лица за кримчарење на мигранти, при што во самата истрага биле замрзнати голем број на банкарски сметки на физички, но и на правни лица. Расте бројката на заболени од мали сипаници на гостиварското подречје. Од првите случаи кои беа регистрирани во февруари, досега има вкупно 65. Според евиденцијата од епидемиолошката служба во Гостивар, во февруари имало 7 заразени, во март 12, во април 21, во мај 23 и во јуни досега 2. Најголемиот дел од заболените се лица кои воопшто не примиле МРП вакцина, но има и случаи на потполно вакцинирани кои го фатиле вирусот. Направиме анализа на заболените лица и констатираме дека најголем дел од заболените лица се невакцинирани или во бројка 33 заболени или 51% од заболените се невакцинирани лица. Понатаму следат 16 заболени кои што се вакцинирани со една доза и исто така 16 заболени вакцинирани со 2 дози. Констатација е и препорака на Министерството за здравство, која и во оваа прилика би сакал да ја повторам, е да се вакцинираат невакцинираните и непотполно вакцинираните, сите лица од предшколска и школска возраст во службите за вакцинација во здравствениот дом, а лицата од 15 до 60 години кои што се невакцинирани или се непотполно вакцинирани со една доза да дојдат тука во епидемиолошкото одделение во Гостивар при Центарот за јавно здравје Тетово и да се вакцинираат согласно упатствата за вакцинација со МРП вакцина. Искуството на лекарите покажало дека заразените лица кои се вакцинирани со 2 дози ја поминуваат болеста со полесни симптоми и не развиваат компликации. Сигурно е познато дека вакциналниот имунитет не создава доживотен имунитет. Значи, после 10-15 години тој слабе и заштитата се намалува. Меѓутоа, нашите обсервации зборуваат дека лицата вакцинирани со 2 дози и заболени се со многу лесна клиничка слика, така да
тие поминуваат без компликации и периодот на болеста трае многу кратко, за разлика од оние кои што не се воопшто вакцинирани и од оние кои што се вакцинирани само со една доза. Според возраста, во гостиварскиот регион заболени се 19 дечиња до 4 годишна возраст, 9 ученици од 6 до 19 години, 13 млади лица од 20 до 29 години, а најбројни се пациентите кои имаат над 30 години, кои вкупно ги има 24. Минатата недела беа регистрирани 6 случаи на заболени работници во фабриката Леар и официјално кај оваа бројка досега нема промени. Годишно се бележат по околу 600 милиони случаи на заболување од храна, или скоро 1 од 10 луѓе во светот се разболува од контаминирањето на јадењето, покажуваат податоците на Светската здравствена организација. Со цел да се подигне јавната свест за безбедноста на храната, да се превенираат, да се откријат и правилно да се управува со ризиците и преку подобрување на нејзината безбедност, да се унапреди здравјето на луѓето. Денес за прв пат се одбележува 7 јуни, Светскиот ден за безбедност на храната. Годинава мотото е безбедност на храната, одговорност на секој поединец. Од небезбедна храна некаде на годишно ниво заболуваат околу 600 милиони луѓе. Од тоа, по некои истражувања, околу 2 милиона умираат од небезбедна храна. Преку небезбедната храна се пренесуваат околу 200 болести. Безбедната храна, тоест безбедноста на храната е поврзана со 4 цели на одржлив развој од Светската здравствена организација, односно од Обединетите нации. Тоа е, да ве подсетам, има 17 цели за стратегијата до 2025 година. Небезбедна, тоест храната е поврзана со втората цел, каде што се вели искоренување на гладот, сигурно снабдување со храна и подобрување на исхраната и потикнување на одржливото земјоделство. Со третата цел на одржлив развој, обезбедување здрав живот и унапредување и благосостојба на сите луѓе на секоја возраст, со цел 12, обезбедување одржливи модели на потрошувачка и производство и со последната цел на одржлив развој, тоа е цел 17, зајакнување на средствата за спроведување и ревитализација на глобалното партнерство за одржлив развој. Од тука е произлегува сето ова претходно што го кажавме, произлегува и потребата за афирмација кај населението за безбедна храна и не завршува безбедноста на храната не завршува оној момент кога ние ја купуваме, тоест одговорноста е и во домашни услови, како ја чуваме, како ја складираме, како ја конзумираме. Безбедноста на храната е интердисциплинарен, барат интердисциплинарен пристап и на светско ниво во главно одговорноста за овој интердисциплинарен пристап е на ФАО, тоест Организацијата за храна и за земјоделие и на Светската здравствена организација. Според испитувањата во Центарот за јавно здравје во Тетово, генерално во земјава се јаде безбедна храна. Некаде небезбедна храна имаме околу 6,5% од испитаните мостри, што е некаде прифатливо ниво. Углавном од домашно производство се. Не, од УВС многу мало и од тие 6,5% некаде околу 95% отпаѓа на микробиолошко небезбедна храна, а останатите се физичко-хемиски. Небезбедна, да, многу мало се физичко. Тоа е квалитет, физичко-хемиските е квалитет. Безбедноста на храната е синџир на одлуки и на пратење во секој од производство до од нива до трпеза да ги пратиме сите оние критични точки, контролни точки кои што ќе ни обезбедат финалниот производ да биде безбеден. 5 клуча за безбедност на храната. Тоа е хигиена, високо ниво на општа и лична хигиена, одделување на суровините од готовиот производ,
припремање на соодветна температура и адекватно време, чување на соодветна температура и употреба на безбедна вода. Светскиот ден за безбедност на храната е востановен во декември минатата година од Генералното собрание на Обединетите нации. Безбедноста на храната е заедничка одговорност на владите, производителите и потрошувачите. Секој има своја улога, од фарма до трпеза, во гарантирањето дека храната што се произведува е безбедна и нема да влијае врз здравјето на потрошувачите. Вчера вечер околу 23 часот во СВР Тетово пријавено е нарушување на јавниот ред и мир на улица Илинденска во Тетово. При преземање мерки за расчистување на нарушувањето, двајца сопружници на возраст од 55 години и 66 годишник од Тетово агресивно се однесувале со полициските службеници. Трите лица приведени се во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Од слобода е лишен и 21 годишен албански државјанин вчера на улица Борис Кидрич во Тетово поради сомнение за негова инволвираност во обид за разбојништво во спортска облажувалница на 25 мај оваа година во Тетово, а кој непријавено престојувал на подрачјето. По приведувањето е предаден на Одсекот за прекуграничен криминал, миграција и странци реадмисија, пошто е депортиран во матичната земја. На улица Димо Гавровски кара во Тетово, пак вчера околу 19 часот и 50 минути, патничко возило Голф управувано од 27 годишник од тетовското село Пирок удрило во 43 годишна тетовка пешак. Повредената е пренесена во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Извршен е увид на местото на незгодата, информираат од СВР Тетово. Оттаму информираат и за вчерашните сообраќајно-контролни активности, во кои вкупно биле откриени 50 прекршоци. Близу половината од нив, односно 18, се однесувале на непрописно паркирање и исто толку возила биле подигнати од Тетовската пајак служба. Покрај ова 8 возачи не ја прилагодиле брзината според условите на патот, 6 возачи почетници не се придржувале на законските ограничувања. Тројца ги управувале возилата без положен возачки испит и друго. Овие и другите вчерашни прекршоци санкционирани се со 9 прекршочни, 31 мандатен платен налог и со 10 писмени предупредувања. Засилените контроли ќе продолжат до крајот на овој месец, а посебен акцент во нив ќе им биде ставен на возилата кои вршат јавен превоз на патници, мотоциклистите и возилата со неатестирани фолии. Биохемиската лабораторија Авицена донираше канти за отпадоци и клупи за повеќе локации во Тетово. Доктор Даниела Наунова Спировска, одговорна за медицински маркетинг во Авицена лабораторија. Секоја година на 5 јуни се одбележува Светски ден за заштита на животната околина. Во таа насока, како институција која што се грижи за унапредување и заштита на здравјето на граѓаните, сакаме да дадеме мал придонес за уредување на дел од околината во градот Тетово, бидејќи здрава и чиста околина е предуслов за добро здравје. Се надевам дека со ова ќе ги поттикнеме и другите правни субјекти и граѓаните да размислуваат за заштита на околината и средината во која што живеат, бидејќи така ќе се подобри здравјето и благосостојбата на сите граѓани. Што дониравте? Дониравме 60 канти за отпадоци и 30 клупи за седење. Ќе продолжите понатаму како што? Да, понатаму ќе продолжиме со вакви локални акции со цел да помогнеме онаму каде што е потребно и да придонесеме за подобар живот. Голема благодарност кај за лабораторија Авицена, сопренце во Тетово и во Скопје и во некој друг град сигурно. Овај донација значи е многу битно за нас, не само како овај донација значи е важна за сите граѓаните. Нормално значи ги повикна и сите другите компании или асоциации значи да донира. Не донира за ЈКП, донира за град Тетово, за подигнување на свест. Авицена денеска ги донесе 30 клупи и 60 канти за отпадоци. Значи надевам значи овој соработа со Авицена да продолжиме и понатаму. За цел значи и подигнување на свест на граѓаните и во други активности.
Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Температурите се движеа во интервал од 11 до 28 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево и значително потопло време со мала до умерена облачност. Температурите ќе се движат во интервал од 12 до 30 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.